вечер и добре дојдовте во 414-тото издание на филмскиот магазин на ТВ Телма Филмополис. За прв пат оваа сезона студиски дел со нашиот и ваш вечерашен гостин Александар Зарапчиев. Александар, здраво живо, добре дојде во Филмополис. Поводот за твоето гостување вечерва е третиот поред фестивал Ехо фестивал, како што е насловен, или денови на планинскиот филм, кој веќе од утре до 9 ќе почне да се одржува, односно ќе се одржи во кинотеката на Македонија. Па подготвени ли сте? Утре почнува фестивалот. Спремни, да. Се е окей, така? Да. Добро. На почетокот да разјасниме за гледачите, значи фестивал на планински филм. Кај нас имаме Скопски филмски фестивал, фестивал на филмска камера Браќа Манаки, меѓутоа овој се одвојува како профилиран фестивал, односно тематски, и на кој веројатно ќе можеме да гледаме филмови поврзани со планините. Сега намерно карикирам за да направам вовед во мојавето. Името можеби најнапред не генерализира дека се работи само за планината. Можеби ние малку и промовираме повеќе алпинистички филмови, качувачки, меѓутоа кругот на филмови е поширок, значи во главно ги промовираме оние спортови и авантури што се случуваат во природа и најмногу на планината. Значи темата на филмовите опфаќа алпинизам, скијање, кајак, поедини авантури, лични приказни кои што некој ги доживел во планина, инспиративни приказни од некој народ што живее во тие места што се актуелни како Химелаи или Алпи или така натаму, така да кругот мислам дека е поширок него само планински филмови. Да, фокус, но сепак широк диапазон на делување, може така да го дефинираме. По трет пат оваа година Ехо фестивал во кинотеката на Македонија, веројатно традиционално место каде што и претходните 2 години се одржуваше. Меѓутоа, ајде организацијски да разјасниме, првите 2 години имавте соработка, а овој пат настапувате сами. Па да, значи трета година на фестивалот е. Тоа што е ново е што настапуваме сосема независно. Првите 2 години имавме некаква соработка во однос на изборот на филмови, некаква логистика и партнерски однос со Банјско филм фестивал, кој што е единствен таков на Балканот. Оваа година решиме настапиме сосема сами, значи целата работа ја завршиме сами, веќе речиси една година работиме од комуникација со продукции, со гостите кои ќе настапуваат. Целата организација падна на нас, така да решиме да биде едно наше ново искуство кое што ќе не натера да направиме уште подобар фестивал и тоа си ја направи својата задача, така да оваа година ќе направиме еден можеби дупло подобар фестивал од мината година и од претходниот. Супер, значи се работи за група на луѓе, ентузијасти пред се, бидејќи ми се чини дека фестивалот кој од утре до петок ќе може да се проследи во кинотеката на Македонија, пред се е туркан на мускули и поголема желба на вашата екипа. Па вака да, значи групата со која што работиме, Ехо, тимот, е составен од пријатели, значи сосема е логична врската помеѓу нас. Пред се сите сме алпинисти, заедно качуваме. Не планинари? Не, значи заедно го поминуваме речиси секој викенд, заедно скијаме во зима, така да овие идеи постојано ни виселе над глава, ги гледаме светските фестивали кои што се во тренд моментално, така да почнеме размислуваме нели малку по малку да го направиме тоа. Така да тоа е екипата. Како што кажав претходно, значи можеби духовната сила е алпинизам, морам да го спомнам тоа, бидејќи сите ние помалку сме действувале преку него, пишуваме текстови. Имало гости и претходно и пред да биде фестивалот, гостуваше еден познат бугарски алпинист освојувач на Монт Еверест. Англичани кои што збореа за начинот на качување во Англија, еден македонец од Шведска кој што исто така качувач таму, презентираме филмови од време на време, презентација, едукација, така да тоа е основата, ама идејата беше спонтана ние да презентираме само филмови, меѓутоа видовме дека има капацитет, има публика која што го бара тоа и да го направиме самостоен фестивал како што изгледа сега. Супер, одлично. Значи вие сте активни во текот на целата година. Да. Меѓутоа сепак одлучивте да направите неколку денови каде што концентрирано сето ова ќе го представите дури и пред пошироката публика, значи да излезете од рамките на вашата организација во која секојдневно се дружите. Добро, кој ве поддржа во оваа идеја? Ако претходните 2 години со Банско сте соработувале, овој пат кој влезе во игра? Па вака, всушност соработката со Банско беше повеќе околу малку логистика, малку како се наоѓаат филмовите, нели, ние
добиваме авторски права за тоа, значи фестивалот си е на место сосема. Од самиот старт поддршката што ни ја даде општината Карпуш беше таа што можда беше и решавачка да се одржи фестивалот. Така. Ние фестивалот е во кинотека, по живеалиште и по раѓање сме од Карпуш и случајно испадна да аплицираме во културната програма на општината. Искрено немавме големи очекувања. Човекот Горан Мјалков е одговорен, бевме се состанали, му се свигаше идејата, средствата што ги баравме беше стрикно за тоа што требаше да го платиме како авторски права како фестивал. Значи 3 години фестивалот е волонтерски, нема профит, бесплатен влез, значи Сето вие ова го работите. Општина Карпуш е многу битен играч во се ова, да. Така да тоа што ние го правиме можеби еднакво како и они, тоа што ни го дадат како поддршка, еве 3 години задоволни нашата работа, ја продолжуваме. Дали можеби се обидовте на некои други места, евентуално да најдете финансии, треба превод на филмовите да се направи, треба да се платат авторски права, барем тоа да се заокружи како се обраќаме, меѓутоа тој дел иде малку потешко. Можеби наша вина е, можеби не го правиме тоа како што треба, нели не сме ние предприемачи и менаџери, сепак кога го правиме од друг аспект. Добро, тоа се учи во меѓувреме. Да, почнуваме да ги учиме тие работи, така да сега за сега повеќето работи се волонтерски, има професионалци одредени кои што работат некои работи, имаме вебсайт, имаме дизајнери, се печатат материјали, нели. Имаме помоши од некои од тие луѓе, меѓутоа почнуваа да доаѓаат некои помагачи. Годинава имаме 5 презентации што е новина, така да имаме еден словенец за тоа подосна. Кој што тоа е прекрасен дел само од фестивалот. Само во помош да кажам, бидејќи сепак тој лета тука, седи во хотел, така да тие трошкови така ги изведовме преку општината и некои помагачи кои што дел од тоа го покрија. Така. Добро, спомена дека сте вашата група, нели, алпинисти, се дружите секој викенд, патувате, разменувате идеи, се запознавате со луѓе и на крајот на краиштата го правите Ехофестивалот. Дали можеби имате желба, потреба и идеја сето тоа да го снимите и вие да направите филм и можеби на некој од следните фестивали да го прикажете премиерно баш на вашиот фестивал, а потоа да шите и по другите фестивали? Или сега за сега сте во рамките на правење фестивал? Па идејата за правење филм е можеби постара од идејата за фестивалот. Не знам како да го опишам таа желба за да се снимиме, да го презентираме тоа. Можеби премногу сакаме да му покажеме на светот што се случува тука, што е тоа што го правиме, зошто толку многу го сакаме, нели? Малце и стереотипно сите мислат дека тоа е нешто страшно, опасно, дека тие идат некаде кај што не е безбедно, меѓутоа има еден друг аспект, еден сосема по-питом пристап, спортски или не знам како го наречам, личен, да, и тоа. Така да сакаме веројатно да филмуваш едно такво искуство, да напишеш нешто за тоа е добар начин да се пренесе тоа. Сега да филмуваш нешто такво е многу тешко, мислам. Добро, ние ќе позборуваме за филмовите што можат да се видат на фестивалот од утре до петок, бидејќи има различни типови на филмови, продукциски, нели, високобуџетни со екипа која тоа го снима, меѓутоа има и филмови кои можеби се снимени со една хендикем, меѓутоа сето тоа на крај изгледа интересно, така што и не е толку лоша идејата да земете нешто и да снимете. Има обиди, има и материјали, само не се склопени до крај, да речеме. Океј, тука би го завршиле првиот технички организацијски дел од муабетот, каде што го ставивме во рамка третиот поред Ехофестивал. Сега ќе одиме со трейлери или инсерти од филмови. Да, тие најубаво покажале за што се работи во кратко. Што се работи и гледачите, односно публиката, што ќе може да види веќе од утре во кинотеката на Македонија од 18 часот, ми се чини. Да, од 18 часот почнуваат проекциите до 22, со тоа што секој ден од 8 часот, од 20, значи ќе има презентации на презентерите. На гости, да. Тоа во вториот дел од муабетот. Одиме со инсерти. Nie wejdziemy w ogóle w takie fali, to taka jak już się przewrócimy.
wiele większych ludzi się namówić. Co mnie to obchodzi, że nie... Ale no co z tego, że znasz? No stary, ja po prostu się boję zajebiście. To nie o to chodzi, kurwa. Ja się po prostu zajebiście boję, no. Nie chcę już pływać na tych kajakach. Dawid! Przyszkoli mnie, daj mi rękę. I tak zapierdalasz całe życie i potem stajesz się takim niemieckim dziadkiem. I wreszcie masz czas, żeby jechać na wakacje. Ale już jesteś tak stary, że najmniejszy wysiłek sprawia ci trudność. Dawid! Zostało ci jakieś 5 metrów liny! Były totalne mgły, w ogóle nie widzieliśmy, którędy iść. Idziemy tam, nie? Rękawiczki mam tak mokre. Chodź! Okej? Wszystko? No. Idziemy? Dobra. Ojej! Ale to jest pęknięcie! Jesteśmy na piku najwyższego klifu na świecie! I chmury niestety nie przytrzymały i nic pewnie nie zobaczymy. Ale to pik, już więcej nie będziemy tutaj wchodzić i wyżej. Southeast flow over the mountain will continue through the week, bringing strong winds. All of the routes on the North Buttress of Hunter present a unique challenge, as the steepness of the buttress is almost unrelenting. End of day one. The area has a long history of difficult and adventurous ascents. Certainly attracts climbers from all over the world. So the objective over the next few weeks is to climb a new route on the North Buttress of Mount Hunter. It looks pretty damn scary. Suddenly it'd go really dark. You're like, whoa, what? And it's just a spin drift covering you in total darkness, hanging on for grim death. But you just do it. You don't have a choice. Yeah, it's a little bit grim out. Let's get down, man. So you probably can't see us, but our porter ledge has just collapsed. Very scary. On, for sure. Oh, come on. Terrifying on all these slicks. Nareszcie się wykąpię. Niosę gorącą wodę. W 2 tygodniach nie kąpania się.
Wiesz, ja myślę, że my do ludzi musimy do ludzi, wiesz, zacząć bardziej wychodzić. Wiesz, wydaje mi się, jak ktoś ma dożywione bardzo życie zawodowe, to ma współpracowników, jak się spotyka w takich miejscach tylko po to, żeby coś załatwić. Nie, myślę, że ludzie się relaksują po pracy, która trwa 8 godzin, na przykład od 9 do 17. I potem są już po pracy i mają czas na odpoczynek. My nigdy nie jesteśmy po pracy. Czwarty dzień nie możemy przepłynąć pod ścianę, a dzisiaj to chyba by nas zatopiło od razu. Szczęście już skończyło wiać. I nasz namiot też się już skończył. Nasza kuchnia ostatnia. Co robisz teraz? Co w ogóle robisz teraz? Jakbyś się rozejrzał, to byś zobaczył, że robię. Że zbierasz muchy. Właśnie robię namiot. Próbuję spanie na ciebie ułożyć. Inaczej nie prześpisz tej w nocy. Се враќаме во студиото за вториот дел од вечерашниот разговор со нашиот и ваш вечерашен гостин Александар Зарапчиев, дел од организацијската екипа која од утре до петок во кинотеката на Македонија за публиката ќе го приреди третото издание на ЕХО фестивалот, односно Денови на планинскиот филм. Александар, густа програма, спомнавме дека секој ден започнува во 18 часот, па ќе трае некаде таму до 23. Во тие неколку часови може да се видат по неколку кратки филмови, по еден долгометражен или два, зависи од деновите. Вкупно 20 филмови и 5 презентации. Муабет за филмовите и за тоа што тие представуваат малку подосна, ајде прво да ги представиме гостите, бидејќи веќе ги споменавме. Многу интересно, секоја вечер во 19 часот и 45 минути имате гостин со кој публиката отворено ќе може да комуницира. Значи, колку што видов од програмата, ултрамаратонци, спелеонуркачки експедиции, спелеолози, алпинисти. Одиме поред. Значи, секоја вечер што публиката ќе може да види и како ќе се одвива тоа. Веројатно, слободно, фино, со проток на енергија. Секако. Да не звучиме толку езотерично. Па вака, значи првата вечер за отварањето, веднаш што сум официјалниот дел на отварањето, ќе имаат презентација Трајче Панковски и Живкица Ивановски. За кого се работи? Така, се работи за ни двајца ултрамаратонци, кои што годинава ја ставија Македонија на мапата на светскиот ултрамаратон. Што е ултрамаратон? Така, што е ултрамаратон, добро прашање. Значи, они се планински тркачи. Значи, трчаат трки низ планина. Значи, кај нив целта е да се истрча што подолга дистанца, која што многу често е подолга од 40 и нешто километри, колку што е маратонот, се трчаат по 90, 130, 150. Исто така се пресметува висинската разлика која што тие минуваат, која што може некојаш да изнесуваат до 8000 метри, идење горе и спуштање доле, се трча по 12, 24 часа. Значи, овие дечки годинава има многу добри резултати, трчаа на едно од најпознатите светски трки од овој вид во Италија, во Доломити, Ултра Лаваредо Ултра Трейл, каде што од околу, нема овој дел, може би да биде строго точен, околу 500 надпреварувачи, од кои што може би 100 ја завршија трката, они беа 30 место. Супер, значи нивните искуства утре вечер на ќе го отворањето во кинотеката на Македонија. Втората презентација ќе има Бојан Петковски, професионален нуркач, кој што беше дел од експедицијата Врело 2012. Веќе сите знаеме дека Врело е една од најдлабоките подводни пештери во светот. Имавме еден гостин од Италија оваа година кој што беше водач на таа експедиција. Бојан, како еден од најискусните нуркачи тука, му беше логистика, беше таму, се грижеше за све и тој преку снимки, бидејќи воедно и професионален фотограф, преку снимки и фотографии директно од пештерата ќе не пренесе ни целото тоа патување. Мултимедијално ќе биде. Така, да, тоа ќе биде, ја верувам, доста интересна презентација. Супер. Третиот ден го имаме Христо Белакаповски. Тој е еден алпинист од Прилеп, кој што ќе не воведе во една негова експедиција пред 10 години на една планина, значи Тиен Шан, која што така нешто на границата Русија, Кина, се обидува, значи, да искачи врв од околу 7000 метри.
искрено многу малку луѓе знаат за оваа експедиција, дури што ја го познавам Христо, не знаев, а се занимавам со тоа, ќе ми биде исклучително драго што ќе имам искуство ексклузивно неко да го видам сето тоа искуство. Потоа четвртиот ден, после Христо истиот ден, ќе има и магистар Билјана Гечевски, која што е спелеолог. Значи, повторно ќе имаме дел од спелеологија, она ќе не воведе во светот на спелеологијата, знаете, тоа е спуштање и истражување на пештери. За тие што виделе како изгледа влез во една пештера, тоа е како да сте на сосема друга планета, значи сликите, видеата, сето тоа што ќе ни го каже ќе биде непроценливо искуство и многу убаво за гледање, многу убаво. Пред 2 години Вернер Херцог баш во емисијата го представивме тој документарец за пештерата Шове во Франција, каде што ги откриле најстарите слики цртани од човекот, пештерска уметност, му дозволиле на Херцог да снима после 15 на години тајност, во тајност држање, јавна тајна била таа пештера, така што интересен момент. И на крајот последниот ден? Да, последниот ден покрај можеби најсилната програма во филмови, ќе го имаме и гостинот кој што сметаме така триумфално ќе го затвори фестивалот. Тоа е еден наш пријател, ќе речам, на фестивалот. Исто така Игор Талевски го запозна на едно неговите качувања на Алпите. Значи се работи за Урбан Новак, многу млад словенски алпинист, кој што во последниве 3 години се издигна на врвот на светскиот алпинизам, ако можам да кажам така. Лани беше водач на една експедиција на Хималај, која што ја доби наградата Златен цепин. За тие што не знаат, Златен цепин во светот на алпинизмот е она што е Оскар во светот на филмовите, така да младиот Урбан Новак го забележа целиот свет, годинава се врати на Хималај со едни двајца многу познати амерички алпинисти. Направи една нова насока на дотогаш неискачена страна. Добро, така не откриваме се. Урбан ќе ни направи ексклузивна презентација на тие искачувања. Супер, уште еднаш ќе кажам, фантастичен микс од филмови, нели, бидејќи е фестивал на планински филм кои може да се видат на платното, меѓутоа истовремено и комбинација со гости кои личните искуства пред нас, пред публиката ќе може да ги пренесат во кинотеката на Македонија. Ова е сепак филмска емисија, ајде малку да позборуваме за самите филмови. Значи, видовме дел од трейлерите, од инсерти во емисија, меѓутоа за какви филмови се работи, бидејќи од програмата кога ќе се погледне жанровски различни форми, кратки, целовечерни, рековме ниско и високо буџетни, снимени само со хендикем или пак со цела екипа, аматерски или пак со сите мастрафи, значи какви филмови ќе може да се видат овие 4 дена во кинотеката на Македонија? Значи, веќе годинава решиме концептот да се движи во околу 5 жанрови, 6 можеби кои што ќе ги промовираме. Едниот би се викал можеби алпинизам, значи освојување високи планини, качување карпи. Вториот жанр би бил, да речеме, авантура. Значи сите оние авантури нечи кои што не би можеле стрикно да се врзат за качување карпи или скијање или нешто друго. Скијањето е нешто што го промовираме сите овие 3 години, значи може би во форма како некои ентузијасти што качуваат врв од 8000 метри се скијат надоле со ски. Никош не е онака класично, да речеме. Потоа, оваа година имаме доста филмови за кајак, значи возење кајак по диви води. Тоа е многу атрактивно низ светот и тоа се едни од најубавите филмови според мене, можеби на фестивалот и со посебен уметнички жарн. Шмек. Добро, дали тие филмови запазуваат одредени филмски стандарди како треба да се направат? Па вака, ја би рекол дека повеќето филмови, поради фактот што, како што кажав на почетокот, овие фестивали се во огромен тренд, се направени од цели филмски екипи, цели филмски екипи. Тоа е сега малце релативно, бидејќи некаде на план идат само 5 луѓе, меѓутоа постојат продукции и постпродукции, така тие се многу убаво направени. Секогаш се обидуваат да пренесат и да речеме една уметничка нишка од филмот. Не е секогаш само за акцијата, за качувањето и се разбира се работи за една интересна приказна која што режисерот, односно тој што е главна улога, има да каже. Меѓутоа веројатно адреналинот прска од целиот екран. Па мислам дека е неминовно тоа, бидејќи се работи за екстремни спортови. Така, јас лично не би сакал овие филмови да ги идентификувам со адреналински филмови, иако тоа е секако присутно. Може би бидејќи тоа што го правам за мене е многу нормално, а нели во некои форми е слично на овие филмови, меѓутоа повеќе би сакал да ставам акцент на приказната што сака тој да пренесе, значи искуството, можеби некогаш блиската средба со смртта. Едноставно тоа мислам дека е побитниот дел
кој што ја мислам дека режисерот би сакал да го пренесе, успеат начинот на кој што сето тоа се прави. Супер, одлично. Добро, тешко ли е да се дојде до овие стварувања, контакти со интернационални фестивали, со самите продукции, како оди таа врска? Па тоа беше многу интересно, бидејќи за прв пат јас лично имав комуникација со ред луѓе кои што до тогаш биле идоли од моите идоли од интернет и од магазините што сум ги читал. Значи, најдов на обични луѓе кои што беа многу срекни дека некој од Македонија, не сите им беше јасно, е интересиран, прави фестивал, бидејќи најчесто тие фестивали се во познати градови, во, да речеме, пореномирани скијачки или планинарски центри. Така да сите одговорија позитивно на таа комуникација и беше интересно. Се работеше можеби за долга комуникација, да се договорат сите детали, најчесто они се на патување негде, речи цело лето е сезоната на качување Хималаи, ние ги спремавме и ги чекаме по неколку месеци за одговор, ама тоа беше интересен дел од фестивалот, да искуството што го добивме. Така и се јави идеи за да гостуваат во некој од наредните фестивали, се надам ќе го изведеме тоа. Добро, на крајот ме интересира. Алпинизмот кај нас го практикуваат, ми се чини недоволен број луѓе колку што планиниве овде нудат. Барем таков е мојот впечаток. И ми се чини дека вашата дружба, луѓето кои сте дел од оваа екипа, сте сепак не толку присутни во јавноста. Со фестивалов кој е јавен, на кој можат да дојдат луѓето, ми се чини дека на некој начин и самиот спорт или самите спортови кои ќе можат да се видат преку филмовите на платното, можат да стигнат до поширока група на луѓе, па кај нив да предизвикаат можеби желба за понатаму да се занимаваат со тоа. Дали сметате на тој аспект? Дефинитивно, тоа е една од желбите кои што сакаме да ги постигнеме, значи со ова. Така да има начин како да дојдат информации, после тоа лани имавме и презентации за некои клубови алпинистички, така да вебсајтот содржи податоци од сите тие клубови, федерација. Значи, тоа е еден од начините да го доближиме тоа што се случува во светот, да ги натераме луѓето може и повеќе да излегаат во природа, да им стане сето тоа достапно, да не го гледаат као нешто стереотипно, страшно, воопшто целиот живот во природа, бидејќи тука има скијање, кајак, едноставно живот во природа. Да, глорификација на животот во природата, баш така. Александар, ви посакувам успех на тебе и на екипата со третото издание на Ехо фестивал и се надевам дека следната година ќе наидете на повеќе разбирање кај одредени луѓе кои можеби фестивалот ќе треба да го подигнат на одредено ниво со поддршка од нивна страна. Успех следните денови и за крај би те замолил да објасниш што ќе видиме како парче за затворање на вечерашниот Филмополис. Така да, па како што се договоривме, ќе го видиме почетокот на еден од филмовите, тој се вика Линеа континуа, значи се вика продолжена линија, се работи за едно класично качувачко италијанско семејство од дедо, татко и син, кои што живеат во подножјето на Матерхорн, буквално животот им е алпинизам, тие се планински водачи, и кои што во филмов се одлучуваат да направат едно првенствено искачување, тоа подразбира да искачат нова неискачена до тогаш насока на Матерхорн, и сметаат дека една од последните неискачени линии на Матерхорн таа линија и кажуваат за искуството, за традицијата, таткото, дедото, едно убаво семејна алпинистичка приказна, така, да. Океј, ти благодарам уште еднаш за гостувањето вечер во Филмополис. Ти благодарам и тебе за поканата. Молам, уште еднаш успешен фестивал. Ова беше 414-тото издание на Филмополис. Се надевам дека од утре до петок и вие ќе бидете дел од Ехо фестивалот, каде што ќе можете да видите навистина интересни филмови. Се гледаме следниот понеделник во истиот термин. Чао, чао. Begli anni proprio da boccia, stati proprio con i nonni, sai, libero, pascolare. Parlo di mio padre in genere. E poi è lì che mi serve. La storia dell'alpinismo, soprattutto negli ultimi anni, ci sono tante cordate di fratelli. La prima, la più famosa, forse è stata quella dei fratelli Messner, però la cordata padre-figlio è insolita.
fatto una premessa che aprire una via nuova sul Cervino è di diritto entrare un pochettino nella storia presente dell'alpinismo.